Кај нас во Кочанскиот регион и пошироко во Македонија претежно се одгледуваат италијански сорти на ориз, а најзастапена е сортата Сан Андреа, која се одгледува повеќе од 30 години. Иако до пред некоја година се произведуваа и наши новосоздадени сорти од страна на Институтот за ориз, од кои главно беа застапени Прима Риска, Осоговка, Бисер и други. Меѓутоа денеска истите се помалку се застапени во производството, а некои воопшто ги нема пред налетот на нови сорти од други земји преку неразлични проекти. Затоа во последните години се одгледуваат турските сорти Гала, Халил Бей и Гјонен. Но денес, за разлика од порано во Македонија, не се произведува семенски ориз поради повеќе напластени проблеми. Иако со согласувањето на европската регулатива кај нас може да се произведува семе од сорти кои се на листата во Република Македонија и сорти за кои сопственикот дава право и согласност да се произведува во друга држава, засега таа согласност за најбараната Сан Андреа Македонија ја нема, појаснува професор доктор Добре Андов од Земјоделскиот институт Скопје. Сортата Сан Андреа за сега ние не можеме да произведуваме семе и мора да се внесува семе од Италија, бидејќи е италијанска сорта. Ние за сега не можеме да произведеме скоро од ние на друга сорта семе, освен од сортите кои се наши создадени, значи креации, меѓутоа барањето на, многу е битно тука и барањето на самите земјоделци, значи тие ако барат Сан Андреа, значи производителот на семе ќе произведува семе од Сан Андреа. Ето ви ги кажав кои се проблемите околу производство на семе. Доста се коментира за јавноста, нема производство на семе во Република Македонија, како и порано што имаше, ја користам приликата да објаснам од кои причини, значи производството на семе во Република Македонија од таа сорта е невозможно сега, бидејќи собственикот на фирмата треба да даде согласност да таа сорта се произведува во Република Македонија, односно се репродуцира и одржува Република Македонија, бидејќи тој си има авторски права. Ако не даде таква работа, значи тој ја само продава. Ние тоа не можеме да го правиме, ако го правиме ќе биде нелегално и ќе се соочиме со авторско право, односно ќе треба да одиме на суд за таа работа и таква работа нема некој намера да прави. Нашата земја согласно за производство на семе има само од институтот од Едрене, Република Турција, за нивните сорти кои може да се репродуцираат и произведуваат. Меѓутоа интересот кај нашите земјоделци за тие сорти е мал. Друг проблем кога се работи за семињата кај оризот е што кога го организираш и контролираш институтот за ориз во Кочани, тогаш се произведува околу 1000 тони семенски материјал. Меѓутоа денеска институтот е оставен без капацитет и без можности за такво нешто. Истиот работи во состав на Земјоделски институт Скопје на Универзитетот Свети Кирил и Методи, без млад кадар, само со 2 редовни професори на институтот и 1 правник, што е мал број. Треба да се работи да се вложи во реконструкција и нов кадар за да може да се врати семепроизводството во овој институт.